Град Скопје ќе ги ослободува заробените дрва на повеќе локации во метрополата. За таа цел, скопскиот градоначалник Петре Шелегов и деканот на Шумарскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Кирил Сотировски, денеска подпишаа меморандум за соработка, со што прецизно се утврдуваат обврските на двете институции во мапирање и ослободување на заробени стебла и корења на дрвја со градежен материјал, поставен при нестручно изведени градежни активности. Овој проект е всушност дипломска работа на еден студент кој работи под негово водство. Во моментов во Скопје има 500 загрозени дрвја, но веруваат дека во следните неколку месеци ќе стигнат до број од 1000. Како што соопшти денеска на пресконференција градоначалникот Шелегов, идејата за подпишување на овој меморандум произлегла од истражувањето на професорот Сотировски и неговиот тим во чии рамки се мапирани околу 500 локации во Скопје, каде со неправилно изведени градежни активности во минатото биле зацементирани стеблата или корењата на над 500 дрвја на различни локации во градот. Со цел да ги спасиме овие дрва од понатамошниот оштетувања предизвикувани од градежниот материјал кој што се наоѓа околу нив и да го продолжиме векот на живеењето на тие дрва, преземавме иницијатива да го искористиме истражувањето кое што го изврши Шумарскиот факултет и да ги ослободиме овие дрва од кои што се практично заробени од неправилно поставениот градежен материјал околу нив. Во таа насока градот Скопје превзема обврска да изврши отстранување на градежниот материјал на точно утврдени локации со цел да избегнеме оштетување на дрвата, а по претходно извршена инспекцијска контрола за утврдување на фактичката состојба и одговорност за непрописно извршените градежни работи во субјекти. Шумарскиот факултет, освен мапирањето на локациите каде постои опасност од оштетување на дрвјата, ќе обезбеди стручна помош во обука на лицата заложени од град Скопје, кои непосредно ќе ги реализираат теренските активности за отстранување на градежниот материјал. Околу булеварите, околу поголемите сообраќајници ги лоциравме, се разбира онаму каде што има поголем отворен простор во смисла на отворена почва, нема такви случаи. Градот Скопје и останатите градови во Македонија, тоа го има забележано, пречесто бетонираат, цементираат, некако сме влезени во состојба да сакаме да ни е поплочено све. И одиме до таму да се поплочува до самото стебло, односно до еден огромен број стебла. И на тој начин тие се животно загрозени. Не само што се повредуваат, многу од нив ќе бидат исушени доколку не бидат брзо ослободени. Заробени дрвја има околу булеварите и поголемите сообраќајници. Најголема грешка е што при асфалтирање на патека или тротоар се бетонира и се поплочува до самото стебло. И на тој начин дрвјата се животно загрозени и се повредуваат. Многу од нив ќе бидат исушени ако не бидат брзо ослободени. Шелегов ги повика и градоначалниците на скопските општини да воспостават соработка со Шумарскиот факултет со цел да се лоцираат и отстранат овие пропусти кои се случувале во минатото и да се превенира ваквата состојба да не се повторува.